Цените на дел од основните прехранбени производи бележат пораст, при што најголемо зголемување е забележано кај зеленчукот, маслото за јадење и јајцата, кои поскапеле во просек за околу 10%. Ова го покажува најновиот извештај на Државниот пазарен инспекторат. Анализата е направена врз основа на споредба на цените на 55 производи во 4 големи трговски синџири – Зур, Кипер, Кам и Веро, при што се споредени податоците од 1 февруари и 1 април. Според извештајот, вкупното зголемување на цените на анализираната кошничка изнесува околу 0,4%, што укажува на релативно стабилно движење на цените на агрегатно ниво и покрај поскапувањата кај одредени категории. Во анализата се наведува дека учеството на транспортните трошоци во крајната цена е релативно ниско и изнесува од 1 до 2%, додека состојбата со нафтените деривати останува стабилна без значајни потреси на пазарот. Анализирајќи ги синџирите на маркети и цените на 55 производи, дојдовме до заклучок дека просечното зголемување е околу 0,4%. Сепак, кај одредени производи има зголемување и над 10%, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тој додаде дека профитните маржи на трговците се благо намалени, од нешто над 15% на 14,7%, според владините пресметки, иако трговските синџири имаат различни методологии за пресметка. Заменик министерот за внатрешни работи Астрид Исени и директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев во Министерството за внатрешни работи присуствуваа на примопредавање на донација од Кралството Холандија, представувано од амбасадорот Озлем Джанел, генералниот директор на службата за транспорт и подршка при Министерството за правда и безбедност на Холандија Ерик Деброст. Донацијата се состои од 2 специјализирани комбиња за превоз на затвореници и мигранти наменети за одделот за гранични работи и миграции при Бирото за јавна безбедност. На настанот му претходеше подпишување на протокол за примопредавање од страна на директорот Јанев и генералниот директор Деброст. Заменик министерот Исени изрази благодарност за континуираната подршка од Кралството Холандија, истакнувајќи дека оваа донација представува значаен придонес во јакнењето на оперативните капацитети на министерството. Со примопредавањето на овие специјализирани возила, директно ја зајакнуваме оперативната подготвеност на нашите служби и ја унапредуваме меѓународната полициска соработка. Оваа донација не е само материјална подршка, туку и силна потврда за довербата и партнерството меѓу двете земји, истакна и Исени. Тој додаде дека билатералната соработка со Кралството Холандија се реализира преку повеќе заеднички проекти насочени кон модернизација на полицијата, зајакнување на институционалните капацитети и унапредување на владењето на правото. Одмавара наведуваа дека донацијата представува уште еден конкретен чекор во продлабочувањето на партнерството меѓу двете земји и придонесува кон поефикасно справување со безбедносните предизвици, особено во областа на граничното управување и миграцијата. Израелската војска објави дека уништила 70 позиции на Хезболах во областа Бинт Џбейл во јужен Либан по вчерашниот напад на израелските командоси. Припадници на единицата командоси ЕГОС извршија напад врз Ајнат населба веднаш до Бинт Џбейл, која израелската војска ја опишува како борбен комплекс на Хезболах. Како што пренесуваат медиумите, војниците во посочената локација наводно пронашле бројно оружје, вклучувајќи рачни ракетни лансери, автоматски пушки, гранати, противвоздушни ракети и друга опрема. Во меѓувреме израелската војска информираше дека припадниците на единицата командоси Маглан убиле бројни оперативци на Хезболах во областа. По завршувањето на пребарувањето, израелските сили уништиле приближно 70 терористички инфраструктури за само 1 минута, соопшти израелската војска. Русија ќе продолжи да ја помага на Куба и да ја испорачува нафта на таа земја, изјави министерот за надворешни работи Сергеј Лавров 2 недели откако Москва испрати танкер со околу 700.000 барели сурова нафта на Карипскиот остров. Вашингтон го сопре извозот на венецуелска нафта во Куба откако го киднапираше венецуелскиот председател Николас Мадуро на 3 јануари, предизвикувајќи акутен недостиг на гориво на комунистичкиот остров со речиси 11 милиони жители. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп се закани дека ќе воведе тарифи за земјите кои испраќаат сирова нафта во Куба, додека се обидува да изврши притисок врз владата.
Соединетите американски држави подоцна дозволија испораки на руска нафта во Куба од хуманитарни причини. Мексико, друг голем снабдувач, ги прекина своите испораки. Лавров кажа за време на неговата посета на Кина дека Русија ќе обезбеди хуманитарна помош на Куба, нејзиниот долгогодишен сојузник. Го испративме првиот танкер со 700.000 барели нафта на Куба. Секако веројатно ќе бидат потребни неколку месеци, јас не сум експерт, кажа Лавров на брифингот на крајот од неговата дводневна посета на Кина. Не се сумневам дека ќе продолжиме да даваме таква помош и дека Кина секако ќе продолжи да учествува во таа соработка, додаде Лавров, без да го спомене прашањето за американска дозвола или забрана за етни спораки. Куба произведува помалку од 1/3 од нафтата што и е потребна. Иако ја одобри неодамнешната руска испорака, администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ќе разгледа понатамошни испораки на нафта до Куба. Лавров изрази надеж дека Соединетите американски држави нема да се вратат во времето на колонијалните војни. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Минималната температура ќе биде во интервалот 6 до 12, максималната ќе достигне од 17 до 23 степени. Во Скопје е променливо облачно време. Попладне во делови од котлината ќе има повремен дожд и услови за појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 10, максималната ќе достигне до 23 степени Целзиусови. Следува период на променливо облачно и релативно топло време. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде притежно стабилно, ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник повторно се очекуваат локални врнежи од дожд и изолирана појава на грмежи.